Пред 2 дена бевме во општина Шуто-Оризари. Неколку обиди влеговме внатре, меѓутоа на дрзок начин вработените неколку пати ми кажаа да го напуштаме објектот, бидејќи така сте им наредиле. И тоа ние го имаме во прилогот што одеше на Алфа. Не знам што ви кажаа вработените, не бев од сабајле тој ден на работа точно, меѓутоа има воврски низ град по институции и не можам јас сега за секој вратар вработен да одговорам како он вас ве пречека и како што ви кажа точно во детали. Меѓутоа она прилогот што одеше во Алфа, мислам беше невкусно и не е во интерес на никого да се кажат работи или да се тврдат работи кои не соодействуваат со вистината. За кои точно? Па ете, например, дека за мене ќе имало притвор после 29-ти, тоа се невистини. И тоа не е во прилог и во интерес на граѓаните. Мислам, кога вие известувате и имате интерес граѓаните да бидат известени на вистината, да ја дознаат. Јас ја цитирам изјавата на адвокатот, дека не верувате на судот, го потценувате судот, си давате слобода со тоа што вчера бевте во судот, меѓутоа не бевте во судница на судењето. Зошто? Каде бевте? Не е точно, јас бев во судот и вие имавте видео снимка од тоа дека јас бев во судот. Вие бевте во судот, ама не бевте на ручиштето? Бев на ручиште. Дезинформација ви е повторно. Зошто тогаш нема одлука донесено за време на судницата, бидејќи велат дека вие и вашиот адвокат не сте присуствувале иако бевте во судот? Не е точно тоа, не знам од каде ви се такви. Не, адвокатот го демантирам што не, го кажа. адвокатот и судот ги демантирате? Не, бев во суд. Вие бевте во судот, ама не бевте во судница? Сега, како да се докажеме? Јас одговорно тврдам дека бев во суд. Вашите жители од вашата општина излегува на протест. Тие протестираат и велат дека градоначалникот на Шуто-Оризари ги избегнува граѓаните одат во општина, тој не ги прима, не ги слуша нивните проблеми, не ги слуша нивните проблеми и нашата камера ја повика, ние отидовме на терен, видовме дека многу дупки има на улиците во Шуто-Оризари. Зошто сте недостапни за граѓаните? Сепак они ве избраа да бидете прв човек на општината. Добро, јас и за тоа одговорно тврдам дека јас ги примив граѓаните, они пред да излезат на улица, беа кај мене во канцеларија и разговаравме. И јас им укажав на тоа дека ние имаме изготвено проекти за нивните улици и се предадени во Министерството за транспорт и врски и кај вице-премиерот. Се надеваме со тие средства од Европската банка за обнова и развој со кредитот дека ќе ни бидат издвоени средства за да можеме ние тие улици да ги санираме. Вие треба да бидете свесни дека во општина Шуто-Оризари во изминатите 30, може и 40 години не е ништо инвестирано и ја наследи во општина како бебе. Они тоа го знаат, јас тоа им го обеќав. До крајот на мојот мандат имаме уште 24 улици за реконструкција и тоа се тие водечки улици кај нас, носечките улици кои ќе бидат реконструирани. Најактуелната тема во врска со вас, тоа се разбира видео материјалот кој што протече во јавноста, дека малтретирате, односно физички и вербално напаѓате ваш поранешен близок соработник. Како ќе го искоментирате ова? Вие сепак тврдите дека тоа не е точно, а велите дека тоа е вашиот глас на аудио материјал. Ајде да оставиме тоа судот да го процени. Зошто 5 месеци нема никакви информации за овој случај? Има истрага најверојатно и судот ќе процени кога треба да не викне и да дадеме искази. Случајот кој вчера требаше да се заврши во судница, тоа е нападот со странскиот државјанин. Тоа како ќе го искоментирате? Сепак, нели, вие сте градоначалник, ваквите постапки не може да се оправдаат пред јавноста. Видете, јас сум градоначалник на една специфична општина. Може би единствена во светот по својата специфика. И таму живее разнолик народ. Не е лесно да бидеш градоначалник на општина Шуто-Оризари.
Мене граѓаните во општина Шута Оризари ме знаат, јас од таму потекнував, таму пораснав и знаат дека не сум насилник. Затоа и ме избраа за градоначалник.